Владата допрва ќе набавува сапуни и дезинфекцијски средства за училиштата, детските градинки и јавните тоалети, откако веќе се пофали дека се подготвени за коронавирусот. Одлуката паднала денеска на владина седница. Освен средствата за дезинфекција, итно треба да се набават и маски, ракавици како и заштитна облека за цариниците и граничните полицајци. Владата донесе заклучок и да го ограничи влегувањето во земјата од кризните подрачја од Северна Италија, само преку аеродромите во Скопје и Охрид, како и граничните премини Ќафасан, Табановце, Блаце, Богородица и Деве Бајр. Ке се одложат и екскурзиите. Владата донесе одлука да ги задолжи сите основни и средни училишта, како и сите универзитети да ги одложат сите предвидени патувања и екскурзии во Италија, како и да организира едукативни часови за превенција од коронавирусот, во соработка со локалната самоуправа и центрите за јавно здравје. Во меѓувреме, Светската здравствена организација одговара на десетина клучни прашања најчесто поставувани од земјите каде веќе е присутен коронавирусот, со цел да се откријат вистините и заблудите. Како на пример, дали болеста може да се пренесе преку автоматските сушачи за раце, домашните меленичиња или преку пратка или писмо пратено од Кина, како и дали јадењето лук спречува зараза. На сите овие прашања одговорот е негативен. Терминалните скенери се ефективни за детектирање на сомнителни случаи заразени со коронавирус. Сепак не може да детектира луѓе кои се инфицирани, но немаат други симптоми. За развивањето на болеста се потребни од 2 до 10 дена. До денес не постои специфичен медицински лек што спречува и лекува коронавирус. Антибиотиците не служат за борба против вирусите, туку само против бактериите.